Овие денови читав во една друга рубрика, верували или не, и најдов еден случај за една жена, тоа е еден брачен пар од Чешка, од Прага. Жената, Вера Чермак се вика, разбрала дека нејзиниот сопруг ја изневерува и многу се разочарала, многу паднала во очај, во депресија и решила да си го одземе животот. Живеела во стан на 3-ти спрат во зграда, решила да се фрли од прозорецот. И точно во тој момент под прозорецот на тротоарот поминувал нејзиниот сопруг. И таа кога скокнала да се самоубие, паднала врз сопругот. Сопругот од ударот на место умрел, а жената поминала со лесни повреди и преживеала. И тоа е еден така епски, поетски начин на остварување на правдата на земјата. Велиме секој си го жнее она што го сее. Има еден таков принцип. Што си дробал, тоа ќе си го сркаш. Праведно е. Но многумина, повеќето луѓе не се согласуваат со тој принцип, велат не важи овде на земјата. Ако погледнеме наоколу, ќе видиме многу неправда. Не е вистина тоа дека правдата ги достига на крајот неправедните. Ако видиме кои успеваат во овој живот, ќе се согласиме дека обично тоа се они што лажат, што крадат, што мамат, себичните, агресивните луѓе. Принципот за сеење и жнеење не го гледаме некако да се остварува околу нас. Нема правда на оваа земја. Не прави, животот не е фер. И со ваквото размислување се согласува и Соломон. Значи не е тоа размислување само на современиот човек, и луѓето пред 3000 години, гледајќи го животот под сонцето, заклучиле дека животот не е фер. И Соломон вели, не е фер животот под сонцето. И ако најмудриот човек на светот вели дека е така, значи е така. Животот не е фер. Значи во нашето изучување на книгата на проповедникот стигнуваме до 3-та глава. Вториот дел од 3-та глава и малку ќе чепнеме од 4-та глава, во која Соломон говори за праведноста и неправедноста на животот под сонцето. Рековме дека тој во голема мера, во најголемиот дел се занимава со анализа на животот под сонцето. Ако говориме за животот под сонцето, мислиме на животот што го гледаме, на светот што го гледаме, на она што е околу нас, видливото. И Соломон вели, нема правда. Меѓутоа, нашето изучување на овој дел нема за цел да не доведе до очај, до скептицизам, туку напротив, да видиме дека, иако животот не е фер, сепак можеме да го исполниме животот со надеж и верата со сила, зашто ако животот не е фер, Бог е фер. Ке видиме во овој дел, во овој скептицизам за животот, овие скептични размислувања на Соломон, стигнува и до очи. И може би тоа е најдепресивниот дел во целата книга на проповедникот. Соломон стигнува до таму што, дури на крајот констатира, толку е се лошо под сонцето, што за човек подобро и да не живее. Не само да не живее, подобро човекот воопшто и да не се родил. Значи, многу е се депресивно, но треба да имаме едно предупредување. Сите овие нешта што ќе ги читаме, што ќе ги разгледуваме, нештата на кои ќе размислуваме, треба да ги погледнеме во светлината на целата книга на проповедникот, а целата книга на проповедникот има за цел да на крајот стигне до констатацијата дека со Бог на крајот се добива смисла. Секој нешто си е добро во своето време. Дури и злото, дури и неправдата, на крајот се нешта кои се за наше добро. Значи, ке читаме од 16 стих на 3 глава до 3 стих на 4 глава. Дел од книгата на проповедникот кој се занимава со правдата, неправдата или со една подолга
така перспектива за човечкиот живот, ако го погледнеме така малку на подолг рок, ќе видиме дека тој споделува иста судбина како и животните. Така човекот не е нешто повеќе од животните. Ајде да го читаме. Тој дел од 3 глава и 4 глава. И уште видов под сонцето наместо закон беззаконие, наместо правда неправда. И се рекол во срцето свое, праведниот и безбожниот Бог ќе ги суди, бидејќи таму има време за секоја работа и суд за секое дело. Се рекол во срцето свое и за синовите човечки, дека Бог ќе ги испита и ќе им покаже дека тие сами по себе се животни. Зашто се што се случува со синовите човечки, се случува и со животните. Крајот им е ист. Како умираат едните, така умираат и другите. И едно е дишењето кај сите. И човекот нема предимство пред добитокот, зашто се е суета. Се оди на едно место, се произлегува од земјата и се ќе се врати во земјата. Кој знае дали духот на синовите човечки се качува горе, а духот на животните слегува долу во земјата? И така, јас видов дека ништо нема подобро за човекот, освен да се насладува со делата своји, бидејќи тоа е негов дел, зашто кој ќе го доведе после да го погледа она што ќе биде по него? Се свртев и ги видов сите неправди што стануваат под сонцето. И ете, солзите на онаправданите, и утешител немаат. Силата е во раците на угнетувачите, а закрилник нема. Па си реков, блази им на умрените, зашто на оние што умреле одамна, отколку на живите што живеат досега. А поблажен и од едните и од другите е оној што уште не постои, кој не ги видел лошите работи што се вршат на земјата. Значи, гледате, краен скептицизам, екстремен очај, скептицизам кој води до очај. Зошто воопшто живееме? Никаква смисла. Кога на крајот на краиштата нашата судбина не е поинаква од судбината на добитокот, судбината на животните. Ајде да видиме, да размислуваме малку на овие констатации, на ваквата представа на животот на Соломон. Реков дека во оваа книга Соломон се обидува да го погледне животот од различни гледни точки, од различни филозофски концепти. И ако од тоа кој филозофски концепт ќе го избереме, зависи и колку нашиот живот има смисла. Во конкретниот случај Соломон во голема мера гледа на животот како што денес гледаат атеистите. Ако гледаме на животот како атеистите, ако атеистите се во право, тогаш човечкиот живот нема никаква смисла. Човечкиот живот не вреди повеќе од добитокот. Ке видиме зошто размислува Соломон и тој дава многу добри аргументи во тоа, за таквата негова констатација. Ајде да видиме како започнува. Започнува со неговото печка. Нема правда. И уште видов под сонцето наместо закон беззаконие, наместо правда и неправда. Се сеќавате на овој цртан филм пак од старите добри времиња. Калимеро, едно мало пиле, Калимеро, и на крајот, ова се последните 20 секунди, ќе ве потсетам, се сеќавате крат како завршуваше секој? Нема правда. Ние сме мали пилиња, јас сум само едно мало пиле, возрастните секогаш ни прават така, кога јас ќе пораснам, ќе ги сменам работите. Нема правда. Ајде да видиме, да се подсетиме. Само за 20. Се сам, но така е. Јас сум малечко пиленце, никој не ме сака и нема правда. Соломон го вели истото. Нема правда. Нема правда за малите. Нема правда за угнетените. Не само за малите и угнетените. Животот е таков што носи се. За секого. Ке видиме што повеќе, малку повеќе за таквите размислувања. Меѓутоа, кога изнесува таква констатација, веќе во следниот стих
iznесува една друга, која во чие што светлина треба да разгледуваме се понатаму што следи. Тој вели, на земјата нема правда, на вистина. Меѓутоа, Бог е оној кој во крајна мера ги регулира работите. Зашто Бог ќе суди, го суди праведниот и безбожникот. Ако на земјата нема правда, кај Бог има правда. Кај Бог си има време за секоја работа. Минатиот пат нели говоревме. Има време за се. И се е добро во своето време. Историјата или нештата во овој свет не ги раководат неправедните. Не ги раководат лошите. Бог раководи се. Се се случува со Божето знаење и ултимативно, во крајна мера, така да кажеме, Бог пресудува. Кај Бог тасовите на вагата се совршено праведни, исправни. И тој на крајот на краиштата, кога се сумира, кога ја става сметката на крајот, ја става цртата на сметката и слегува се праведно. Ајде да одиме малку понатаму и ќе почнеме да разгледуваме таа скептичка филозофија. И се рекол во срцето свое и за синовите човечки дека Бог ќе ги испита и ќе им покаже дека тие сами по себе се животни. Зашто се што се случува со синовите човечки, се случува и со животните. Крајот им е ист. Како умираат едните, така умираат и другите. И едно е дишењето кај сите, и човекот нема преднество пред добитокот, зашто се е суета. Се оди на едно место. Се произлегува од земјата и се ќе се врати во земјата, вели Соломон. Значи, звучи како модерните скептици, кои велат дека човекот е само вид на животно. Човечкиот род е вид од животинскиот род. Ние сме еволуирани мајмуни. И заради тоа ние не споделуваме поинаква судбина од животните. Се завршува и кај животните, и кај човекот со последниот здив. Дишењето вели една и кај животните, и кај човекот. Кога ќе запре дишењето, и кај животните, и кај човекот, завршува животот. Во таа, ако така гледаме на човечкиот живот, човекот не е поинаков од добитокот. Човекот не вреди ништо повеќе од една крава или од едно куче. Зашто онака како што на крајот кучето ќе стане прав, така и човекот на крајот ќе стане прав. И Соломон овдека вели, и кој знае, навистина, кој со сигурност знае, дали, како што велат, душата на човекот оди на небото, а на животните во земјата или во шеолот. Тоест, во овој контекст шеолот означува во непостоењето, во темнината. Кој го видел тоа? Кој е сигурен за себе? Кој може сигурно да каже дека после последниот здив неговата душа ќе отиде на небото? Кој може да ни го докаже тоа, вели Соломон? Никој. И затоа, бидејќи човекот не е ништо повеќе од едно обично животно, ако овој живот е како што велат некои, само една природна селекција, како во животинскиот свет. Во животинскиот свет има еден ланец на исхрана. Големите риби ги јадат малите риби. Способните, силните обстануваат. Тие одат напред. Неспособните, слабите отпаѓаат од трката, умираат. Ако таков животот на земјата како во животинскиот свет, ако животот меѓу луѓето исто таков, ако има природна селекција во која што само успешните продолжуваат, а слабите исчезнуваат, тогаш зошто воопшто се трудиме да бидеме праведни? Зошто воопшто да следиме некакви морални норми? Ми да се живееме како животните. Кај животните нема морални норми. Тогаш и ние така да живееме, вели Соломон. Тоест, зошто да не се препуштиме, на крајот завршува, така да живееме животински. Животот да не е само јадење, пиење и ништо друго. И да не се грижиме за никаков морал, да не следиме никакви вредности божествени или така натаму. Да се останеме животни.
бидејќи и така, животот под сонцето не е праведен. И така човекот на крајот ќе заврши во земјата, ќе се претвори во прав. Каква смисла има да следи некаков морален кодекс? Каква смисла има да биде праведен? И такото размислување од скептицизам, зошто па да бидеме праведни ако сме како животните, завршува со очај. Не може да не заврши со очај. А тие скептиците на крајот достигаат до очај во животот. Затоа најголемите скептици, најголемите представници на таквата скептичка филозофија, нешто велеле Бог е мртов, завршили или во лудници, или се самоубивале. Како Ниче. Не може една таква филозофија, една таков поглед на животот да не те доведе до очај. И кој е очајот? Се свртев и ги видов сите неправди што стануваат под сонцето. И ете солзите, но неправданите и утешител немаат. Гледаме колку луѓе доживуваат несреќи, животот им носи несреќи, и нема кој да ги утеши, нема кој да им ги избрише солзите, немаат никаква надеж во овој живот. Колку се угнетени во овој свет луѓето, нема кој да ги заштити. Многу угнетувачи, многу угнетени, нема заштитници. И затоа, вели Соломон, зошто човек да живее воопшто кога е се толку неправедно? Подобро е за човек, најдобро име на оние кои веќе не се живи. Подобро на оние што умреле и се сега во земјата, отколку оние што живеат и ги гледат овие неправди. И имате во предвид дека ова го говори необичен човек. Цар го говори ова. Човек кој царувал. Човек кој царувал над најголемата територија на Израел на сите времиња. Човек кој собрал најголемо богатство од сите цареви во Израел. И човек кој имал најголемата мудрост од сите луѓе во сите времиња. И ако тој вели дека е така, навистина е така. Да, под сонцето навистина е така, но под сонцето. Говориме за животот под сонцето. И Соломон вели, подобро име на оние кои умреле од оние кои се уште живеат и се мачат на оваа земја. А вели, најдобро име оние што воопшто не се родиле и не ги гледат сите овие неправди. И тука би се согласиле сите оние кои се за абортус и би кажа, еве гледате и во Библијата пишува, и подобро нека прават абортус и луѓето. Која е идејата? Ке видиме која е идејата на Соломон. Не е таа. Ако така гледаме на животот, ако таа ни е филозофијата за животот, тогаш на ова ќе го сведеме животот. Ако нема ништо повеќе од она што е под сонцето, ако само животот е она што го гледаме под сонцето, тогаш ова се вистина. И навистина нема никаква смисла од животот. Навистина подобро е да не живееме. Сега, како да го сватиме сето тоа? Може ли во Библијата да стои еден таков текст и може од амвон да се говорат такви работи, подобро за човек воопшто да не живее? Може ли човек да чита во неговото време за молитва и слово, да чита и да извлече некаква поука од еден ваков текст? Сабајле станува, отвора Библијата, кај ќе му се падне, има и такви. Отварат, кај ќе ми се падне да читам ова утро и да се молам. И ќе го прочита овој текст. И што ќе си помисли? Каква надеж во животот? Зошто воопшто е запишан еден ваков текст? Значи, пак ќе кажам, овој текст треба да го разгледаме во светлината на целата книга на Проповедникот, каде што на крајот од 12 глава самиот автор вели, многото овие размислување се налудничави, што се напишани. Налудничави се зашто се погледнати од перспективата на непостоењето на Бог. Од перспективата само на овој свет, од една земна перспектива. Кога ќе се погледат нештата од поинаква, од вечна перспектива, тогаш се добива поинакво значење, поинаква смисла. Нештата веднаш се променуваат, кога ќе ги погледнеме од друга перспектива. Тоа гледање на животот од земна перспектива. Животот може да се погледне и од небесна, од Божја, од вечна перспектива. Хајде да видиме малку, да дадеме еден
коментар, краток коментар за ваквите размислувања на Соломон. Соломон е во право кога вели дека животот не е фер. Во право е Соломон. Ке се согласиме. Оно што вели дека животот е фер е непоправлив оптимист, дури можеме да кажеме патолошки оптимист, зашто животот не е фер. Не е фер. Дури во институцијата која се занимава со делење на правда, во судот, нема правда. И то не е само тука така, секаде е така. Секаде судските дела ги добиваат оние што имаат пари, што имаат власт, што имаат моки. Има една мисла, кажена од еден човек во Америка, познат, Роберт Фрост, вели 12-мината, или таму има 12 поротници во Америка, 12-мината не решава за тоа кој е во право, а кој заслужува казна. 12-мината решаваат за тоа кој е подобар адвокат. Така да судските процеси честопати се претвораат во избор на подобар или најдобар адвокат, а не во делење на правдата. И не се случува тоа само во органите каде што треба да се дели правда, тоа го има секаде околу нас. Не мора да читаме судски хроники па да се увериме дека нема неправда. Самиот живот носи неправди. Отидете во центар за онкологија и ќе видите дечиња на 4-5 години закачени на апарати примаат хемотерапија. И неизвестна е име иднината. Животот е неправеден. Зошто едно 4-годишно, 5-годишно дете страда од таква болест? Од друга страна, има луѓе кои пушат, пијат, водат најразвратен живот и живеат по 80 години. А едно дете умира во тешки болки на 4 години. Не е праведен. Животот не е фер. И не само болести, многу други работи го прават животот да изгледа неправеден. Колку добри луѓе, посветени брачни партнери, доживуваат неправди, се изневерувани од неблиските, од брачниот партнер. И тоа е предавство, болно е. Има такви кои се третираат неправедно на работа. Кои успеваат на работа? Кои се достигаат високи позиции? Способните? Оние што знаат многу? Не. Оние кои користат најмногу и троштини, кои знаат да се умилкуват, да се гребат, полтрони, кои виткаат кичма. Ти успеваат. Способни луѓе кои се трудат, како напредно да се труделе. Го има тоа и на факултетите. Доаѓа студентка, еден брат пред некој ден рече, вика, доаѓа студентка, го дава индексот на професорот и вели, мојот маш е алфа. И професорката се чуди, или зошто ми го кажува тоа? Сигурно да изстави добра оценка, да помине. А студенти кои се труделе, не спиеле, учеле, може да паднат. Едноставно животот не е фер, не е праведен. Животот не бил фер во времето на Соломон, пред 3000 години, не е фер и денес. И втората констатација на Соломон е дека подобро човек воопшто не се родил, ако животот е само она што го живееме на земјата. Ако животот е само ова што го гледаме, што го фаќаме, што можеме да го почувствуваме, ако животот е само материјата околу нас, ако се во право материјалистите кои велат дека се е плод на еволуција на материјата и нема ништо друго освен материјата, нема никаква смисла нашето живење. Нема никаква смисла нашето постоење. Ако ние сме само еден животински вид, како кучето, например, ако умираме како една крава, нема место за оптимизам во животот. Нема место за стимул да се трудиш и животот да го издигнеш на повисоко ниво. Ами, важно ли е какви морални стандарди ќе достигнеме ако знаеме дека после 50 години, после 100 години, некои нема да бидат веќе на оваа земја. На крајот на криштата, и да не се разболиме од рак на 10 години,
Нешто ќе не се случи на 80 или на 100 години. Дај Боже сите да стигнеме до тому. На крајот секи се случи нешто. Има крај овој живот. Крај кој обесмислува се. Колку и да се трудел на крајот, завршуваат сите на истиот начин. Како и животните. Зошто се трудела мајка Тереза да биде толку добра и хумана, кога на крајот завршила како и Хитлер, кој убил толку луѓе? Ако ги откопате гробовите и на Хитлер и на мајка Тереза, ќе видите дека и двајцата споделуваат иста судбина, завршуваат на исти начин. Тоа што мајка Тереза живеела посветен таков живот на добрината, на хуманоста, ништо не ја помага на крајот, кога доаѓа смрт. Завршуваат на ист начин. Зошто би се труделе да бидеме добри? Зошто би се труделе да постигаме нешто? На крајот на краиштата, зошто би живееле како што вели Соломон? Зошто би се труделе, зошто би биле добри? Предај се на животната струја, на неправедната струја. Полесно е да се движиме по струјата на животот, да пливаме по течението на овој свет. Зошто да се мачиме, да работиме спроти течението на овој свет, кога на крајот сите завршуваме на ист начин? Во право е Соломон кога вели така, во право е дека ваквата представа на животот нема смисла. Никаква смисла. И сите оние кои сметаат дека животот е само ова што го гледаме, на крајот нивниот живот се сведува на она што Соломон го вели. На ништо повеќе не се сведува човечкиот живот. Но не е само тоа животот. Животот е нешто многу повеќе. Има на крајот на последната глава Соломон говори за вистинската перспектива на животот. Вистинската перспектива, тоа е животот погледнат од Божја гледна точка, од вечна перспектива. Тоест, на вистина под сонцето не можеме да најдеме правда. Животот под сонцето не е фер. Меѓутоа, Бог е фер. Бог е праведен Бог. Бог ќе изведе на суд секоја работа и што е тајно, било да е добро или лошо. Правдата ќе биде задоволена на крајот. На крајот, кога ќе дојде времето за порамнувањето на сметките, правдата ќе биде наградена. Беззаконието ќе биде осудено. Тоа е закон, Божи закон, од кој никој не може да побегне. Нештата во животот не се раководени од лудаци, не се раководени од луѓе како Хитлер, од силеджи, убийци. Животот е раководен од Бог. И се во животот се случува така што во своето време се да биде добро. И она што не изгледа дека е за зло во нашиот живот и за неправда, на крајот, кога Бог ќе ги поравни сметките, ќе се види дека е за добро. Ништо не се случува за зло на оние кои го љубат Бог. Се се случува, па дури тие неправди што се под сонцето, се случуваат за доброто на оние кои го љубат Бог. Бог е совршено праведен. Кај него нема ниту сенка на неправда. Тој гледа се, тој знае се. И на крајот, тој ги порамнува сметките. Совршено. Неговата судска вага е совршено прецизна и точна. Тој спроведува неговата волја во се што се случува, а неговата волја секогаш е за слава на Бог и секогаш е за добро. Се се случува за доброто на оние што го љубат Бог. И втората, значи животот не е фер, но Бог е фер. И втората констатација, она во што се согласивме. Да, животот на земјата не е фер, но животот на небото е фер. Никаде во Библијата не ни се ветува фер живот на земјата. Нема да најдете такво ветување. И тука би можеле многу да коментираме за просперитетната теологија. Оние просперитетните христијани кои велат кога ќе поверуваш, животот ќе ти се смени
и од тука натаму се ќе биде добро во твојот живот. Не е вистина. Никаде во Библијата не ни советува дека под сонцето, на земјата, ќе имаме само правда и само добри работи. Не. Животот на земјата не е фер. Меѓутоа, човекот не е суштество чијшто живот е ограничен со смртта. Животот продолжува во вечноста. Исус Христос воскресна и со неговото воскресение даде воскресение на секој кој верува во него. Така што смртта не е крај на постоењето на човекот. Човекот не е како животните. Со смртта човекот преминува во вечноста, каде што се е совршено и праведно. Така што, ако животот на земјата не е фер, вечноста е фер, е праведна. Ако го погледнеме животот на земјата и животот кој продолжува во вечноста и го споредиме, можеме да видиме дека неправдата всушност е само една трошка, еден многу мал дел, мал момент во споредба со вечната правда, со вечното совршенство. И тоа е оно што носи надеж и го смислува животот. Зошто да се трудиме да бидеме праведни? Па да се трудиме да бидеме праведни, зашто нашата вечност, животот во нашата вечност е праведен. За тоа треба да се трудиме. Ние овдека се подготвуваме, ние овдека учиме како да живееме во целата вечност. Ние овдека не живееме посебен живот за земјата, посебен живот за вечноста. Нашиот живот на земјата е училиште за животот во вечноста. И затоа се стремиме да живееме совршено и праведно. Зашто така ќе живееме целата вечност. Ако не сакаме да живееме праведно, тогаш подобро да набараме и живот во Божјото царство, зашто таму ќе биде праведно. Се ќе биде фер, се ќе биде добро. Апостол Павле во 15 глава на 2 Коринтијани, каде што говори за воскресението на Исус Христос, вели: зашарени се сите они кои се надеваат на Бог само за овдека за на земјата. Зажарени сме, зашто многу мала е нашата надеж, многу мали се нашите очекувања. Се надеваме на Бог за еден живот кој трае и 100 години да е, ќе заврши на крајот. Потоа не очекува вечноста. Затоа нашата надеж во Бог не е за земјата. Нашата надеж на Бог е и за земјата, и за небото, целата вечност. Таму во вечноста за секогаш ќе бидат избришани солзите за кои што Соломон овдека говори. Таму ќе добијат утеха оние кои сега жалат, тагуваат за загубените блиски. Таму ќе има совршена правда. Таму ќе бидат исцелени сите болни. Многу пати се молиме за болни луѓе и те умираат. И велиме: се молевме, ама ете, умре. И не се излекува. Не е вистина. Нашите молитви били услишани. На крајот на краиштата, конечното исцеление е во Божјото царство. Таму нема да има болка. Таму нема да има болести. Смртта значи конечно исцеление. Со смртта доаѓа совршеното тело. Она тело кое не знае за болести и болки. На небото ќе се насладуваме на правда, зашто Бог е праведен и Бог е фер. И тоа е централното учење на Библијата. Учењето за Божјото царство. Тоа е нашата надеж. Знаете ли зашто се обесхрабруваме? Се обесхрабруваме зашто обично нашиот фокус станува животот на земјата. Ова што го гледаме, она што се случува околу нас. И според случувањето околу нас ние правиме проценка за животот, правиме проценка и за Бог и за сите нешта. Нашата вера ќе загуби сила и нашата надеж ќе се загуби ако на животот гледаме само од ова земна перспектива. Ако не гледаме на вечноста, ако нашата надеж не ја положиме во вечните богатства, во Божјото царство. Ако нашите очи се само фокусирани на земјата и земните работи и што можеме тука да постигнеме, ќе дојде обесхрабрувањето, ќе дојде очајот и на крајот ќе кажеме зошто воопшто и живееме.
Ако нашиот поглед е кренат повисоко и гледаме кон Божјото царство, тогаш секогаш верата ќе се храни, ќе се подсилува и секогаш ќе има надеж во овој живот. Зашто Бог е праведен. И Бог прави на крајот ни се што сме поминале да добиеме фер награда. За секој наш труд за праведност и светост да добиеме фер плата. Да добиеме фер однос од Бог. Ако животот тоа не го цени, ако животот под сонцето не го цени тоа, верувајте дека Бог во вечноста ќе го цени тоа. Ако нашиот труд не го цени шефот на работа, ако нашиот труд не е оценет од некој предавач, верувајте дека вашиот труд е оценет од оној кој праведно суди за целата вечност. Ако твоето служење не е оценето во црквата од некого, твојот труд ќе биде оценет од Бог во целата вечност и награден. Наградата си ја добива и мајка Тереза, соодветниот третман ќе го добие, си го добива и Хитлер. Кај Бог вагата мери праведно, совршено. И тука два практични совети. Значи, ако животот не е фер, Бог е фер. И ако животот на земјата не е фер, животот во вечноста е фер. И тука може да извлечеме два конкретни, практични совети. Ако знаеме дека Бог е праведен, и ако ја бараме Божјата правда, треба многу повеќе да бидеме заинтересирани од Божјата милост. Не, многу говориме за Божјата правда. Што значи заклучокот дека животот не е фер? Тоа значи дека ете Бог не ги решава работите, толку насилници Бог ништо не им прави, се збогатуваат нечесто, прават нечестни работи, успеваат, кај е Бог да го среди сето тоа? Ние сакаме отплата, сакаме правда, сакаме Бог да ги третира луѓето праведно. Меѓутоа, ако Бог ги третира луѓето праведно, тој треба и нас да не третира праведно. Тој треба и кон нас праведно да се однесува. А знаете ли што ќе се случи ако Бог не третира праведно? Крај со сите нас. Зашто сите ние заслужуваме од Бог казна. Ние знаеме да се споредиме со Хитлер и да кажеме, види каков бил Хитлер, ние не сме такви, Хитлер заслужува казна. А ние заслужуваме награда. Да, така ако се споредуваме со некои екстремни случаеви на земјата. Меѓутоа, ако се споредиме со Бог, со Исус Христос ако се споредиме, тогаш разликата меѓу нас и Исус Христос е толку голема, што разликата меѓу нас и Хитлер се губи. Се губи. И колку што тој заслужува казна, толку и ние заслужуваме казна. Но фала му на Бог што тој е милостив и не третира овдека на земјата според неговата правда. Конечната правда на Божиот суд ќе се покаже на конечниот суд. Сега Бог дава време, Бог толерира, покажува милост. И добро што е така. Кога се поздравуваме, прашуваме како си. Знаеме да кажеме добро, знаеме да кажеме Бог да чува од полош. А вистината е дека секогаш сме подобро од колку што заслужуваме да бидеме. Верувајте во какви состојба да си, во какви состојба да сме. Нашата состојба е подобра од колку што заслужува да биде. Колку да е лоша можеби во моментот состојбата, многу е подобра поради Божјата милост од онаа што ја заслужуваме, ако Бог не третира според неговата праведност. И затоа да бараме милост од Бог. Бог покажува милост. Во овој неправеден свет, кој знае честопати да не разочара, да испаднеме во депресија гледајќи неправдата. Има доволно причина да се радуваме. А која е причината за радоста? Бог покажува милост кон нас. И еден ден ќе живееме во совршеното Божјо царство. Гледаме на животот на небото и милоста што доаѓа од таму. И тоа носи радост. Не очај. Очајот доаѓа кога гледаме на нештата на земјата.
кога гледаме на Божјата милост и што Бог прави за нас, што направил за нас на крстот и што прави за нас секој ден, доаѓа надежда. Каква филозофија ќе применуваме за животот? Каков филозофски концепт ќе прифатиме за животот? И од тоа ќе зависи дали ќе имаме живот поминат во очај и безсмисленост, или пак живот во радост и во надеж. А вистината е дека милостивиот Бог еден ден ќе награди нашата праведност, нашата вера во Него, следењето по Божиот пат. Не е напразно нашето чекорење по Божјата правда. Не е напразно нашиот живот со Бог, нашиот стремеж за светост и праведност, зашто ние не сме како животните. Исус Христос умре за нас да живееме во Божјото царство во целата вечност. И втората работа, ако знаеме дека Бог е праведен, треба да бидеме трпеливи кога се соочуваме со неправдата. Она како што Бог е трпелив. Кога сме третирани неправедно, веднаш посакуваме правда. Кога некој нешто ќе ни направи, кога на себе ќе ја осетиме суровоста на неправдата, веднаш сакаме правдата да се спроведе. Веднаш сакаме казна. Во нас нешто бара, веднаш казна. Пишува апостол Павле: не одмаздувајте се, вие мили мои, туку оставете му можност на Божиот гнев, зашто е напишано: одмазата е моја, јас ќе возвратам, говори Господ. На крајот ќе се види, ќе се покаже се, и тајните дела дори Бог ќе ги суди на крајот, ќе ги открие, ќе ги покаже на виделина. Затоа, наместо да бараме веднаш одмазда, да бидеме трпеливи и да се молиме. Кога била извршена неправда над нас, правилниот однос е да се молиме. Неправедните да станат праведни. Не Бог да ги уништи, да ги казни, не да си вратиме, туку и тие да разберат дека неправдата ги води по пат кој на крајот се вршува со бездна, со пропаст. Да разберат дека правдата ќе донесе радост во нивниот живот. Наместо желба за одмазда, молитва. Моли се за неправедните. Бог да ги спаси. И ако се молиме за сите неправедни, во светот нема да има неправда. Бог ќе воведе правда. И тогаш сите ќе се отидеме на небото. Нема да има потреба повеќе да живееме на земјата, зашто се ќе е совршено. И не само луѓе ни нанесуваат неправда. Животот, како што реков, носи се. Носи секакви несреќи. Не знаеме што не очекува утре. Поради тие несреќи кои ги носи животот, знаеме да се разочараме. Го губиме трпението, почнуваме да негодуваме, почнуваме да изразуваме сомнежи, почнуваме и Бог да го обвинуваме. Каде е Бог да ме спаси од оваа ситуација? Јас бев толку верен, толку се трудев и таква неволја ме дочека. Неволите што ги носи животот не провоцираат да негодуваме, да го обвинуваме Бог, да мармориме. Бог не заборавил. Се што се случува во нашиот живот е добро во времето во кое се случува. На крајот, тие кратки страдања кои завршуваат, имаат некаков временски рок. На крајот тие страдања се наградувани со вечна правда. Наградувани се со вечна слава. Колку и да се тешки тука страдањата и маките на земјата, тие се ограничени. На крајот на краиштата, дори целиот живот да траат некои страдања, тие се ограничени со смртта. Не продолжуваат во вечноста. За тие страдања Бог подготвува венец. Од маките мои Бог плете венец. Има една песна. Венец кој го носиме во целата вечност. Колку да се тешки, колку и долго да траат, имаат крај. После тоа следи вечно блаженство во Божото царство. Зато наместо да мармориме, наместо да тагуваме, да се очајуваме, да ги насочиме очите кон Бог, од каде што доаѓа наградата, зашто Тој праведно суди.
На крајот, вреди ли да се следи Исус Христос? Вреди ли да му го посветиме животот на Бог? Вреди ли да живееме праведно во овој неправеден свет? Колку поправедно живееш и се трудиш, толку светот повеќе те притиска. Толку светот се крева повеќе против тебе. Вреди ли да трпиме удари заради праведноста? Или пак можеби е подобро да се препуштиме на течението на овој свет? Многу е полесно. Бог суди праведно. Бог наградува праведно. Нашиот труд не е напразен. Тој носи вечна слава, зашто Бог не е како животот на земјата. Бог е фер, Бог е праведен и Бог еден ден ќе награди сите за нашиот труд, за неговото дело. Затоа да живееме праведен живот, да се трудиме да го следиме Бог. А тој кој е дарежлив, богат во давањето, еден ден сето тоа ќе го надомести. Неспоредливо повеќе отколку што сме истрпеле на земјата заради неговата